Dobro. Бил ли Павле политикант или не? А денес го среќаваме тој избор често пати. Знаеме да кажеме ово е политичар или политикант, мислејќи на луѓе кои со секого можат секако, прават различни компромиси заради своји интереси. Немаат некоја нешто кон што се придржуваат, единствено кон својот интерес. И тоа важи за политиката. Нели? Во британскиот парламент пишува нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, вечен е само интересот. За жал, и во црквата и во христијанството многумина се водат по тој принцип. Нема вечни вистини, нема вечни доктрини, има само вечни интереси. Па со оние со кои денес сме се гушкале, утре може да ги плукаме и обратно. Тие што денес сме ги плукале, утре може да ги гушкаме, зашто тоа не е интересот. И ова го кажам зашто во овој дел што го прочитавме, во кој се раскажува за еден настан во кој Павле во храмот поминува низ ритуално очистување и пренесува жртва за очистување, не само за него, туку и за други, велат дека еден голем компромис што тој го направил со верата. И тоест недостоен компромис. И мнозина сметаат дека тоа е голема грешка од негова страна. И во коментарите, например, на овој текст, Кембел Морган, кој на крајот на 19-20 век проповедал во Вестминстерската капела, смета дека тоа е грешка на Павле, голем компромис со верата, кој после го чини многу. И затоа сметам дека е добро да посветиме малку повеќе внимание на сето тоа, да видиме навистина каков е односот на Павле всушност кон храмот, кон законот, кон неговиот народ. Тој ќе говори повеќе за тоа во проповедта што има, во говорот во следната глава, што е представено. Меѓутоа, тоа што го прави Павле воопшто не се противречи на неговата теологија, на неговата доктрина. Се што тој прави е во целосна согласност со неговото дотогашно учење. И добро е сите тие нешта да ги гледаме во контекстот, да ги гледаме според принципите кои се валидни за секогаш, зашто не е исто да збориме, например, за однесување во Лондон во 19 век и да го споредуваме животот таму, културата, времето со Ерусалим, средината на први век и храмот. Сосема се различни ситуациите. Сосема различна ситуацијата и во Македонија во 21 век, но она што останува исто е учењето и принципите кои се представени овдека, во Новиот Завет. До тој момент, до овој момент овдека, до тој настан во храмот во Ерусалим, Павле веќе ја има и на широко и на должина представено Евангелието на благодатта. Веќе се напишани книгите посланието до Галатјаните, двете посланија до Коринтијаните, веќе е напишано и посланието до римјаните. Штото кое е напишано пред неколку месеци и посланието до римјаните. И во нив тој јасно го представува своето учење за благодата. Во римјаните, например, 6.14 вели, не сте под закон, туку сте под благодат. Во 2 Коринтијани 3.7 законот го нарекува, или служењето на законот го нарекува смртоносно служење со букви врежани во камења. Тоа е служење кој осудува, кој води до смрт, не води во живот, туку води во смрт. А првото негово послание до Галатјаните целосно во најголема мера, можеби не целосно, во најголема мера говори за Евангелието на благодат. И таму тој јасно кажува дека законот има свој, да кажем, има временска употреба од Синај до Голгота, од давањето на законот до Христовата жртва. И тој во таа смисла служи како една подготовка на народот да ја види светоста на Бог преку законот, да ја разбере и да ја осознае потребата од Спасител,
невозможноста за постигане на стандардот на Бог за спасение и потребата од благодат од Христовата жртва. Тоа е јасно кажано во тоа послание и во 3 глава дава една така интересна парабола, споредба за односот на евреите во Стариот Завет под законот и улогата на туторите или воспитувачите кои имале во римските семејства во тоа време. Еден од робовите, кој бил образован, играл улога на тутор на децата на господарот. И како тутор, тој роб го воспитува детето, го контролира однесувањето, го насочува однесувањето, господари над него, се до еден момент, додека тоа дете не стане полнолетен, стане рамноправен член на семејството. Полнолетен член. Од тој момент, веќе тој тутор, тој роб кој бил господар на детето, во тој момент веќе тој се станува обичен роб. И веќе детето не е под авторитетот на тој роб, тој господар. И тоа учењето на Павле. Тој говори за една состојба сега која имаме не под законот. И ако не сме под законот, тоа значи дека ние сме над законот. Со други зборови, слободата која што имаме од законот е апсолутна слобода. И што значи апсолутна слобода? Тоа значи дека ние не го извршуваме законот за да се спасиме преку него, не ги исполнуваме одредбите на законот за да така се оправдаме пред Бог, но во исто време можеме и да решиме да исполниме нешто од законот за повисока цел. Зашто знаеме дека законот нема власт над нас. Ако исполнувањето на нешто од законот не за спасение, туку за да тргне камен на сопнување, да тргне преграда за Евангелието за некого, Павле вели, јас во тој случај ќе го почитувам законот. Тоа е што Павле го пишува и во неговите посланија. На повеќе места, ние малку понатаму ќе видиме некои такви, моменти кога ќе стигнеме до обвинувањата што некои јудеи ги упатуваат кон Павле. И тоа е учењето на Павле. И тој дел. Повисокиот принцип. Принципот на љубовта. Љубовта е онаа под што ние сме сите покорени. Законот на љубовта. Законот на љубовта е над законот, над покорството на законот. И тој закон на љубовта нас понекогаш ќе не натера да ја ограничиме нашата слобода и да се подчиниме на нешто за да Евангелието на благодата непречено биде представена на грешните луѓе, но оние за кои што Христос умре. И затоа погледнато тој увод го давам, за да и ние ќе видиме понатаму и во наредните неколку проповеди, Павле во никој поглед не противречи на своето учење. Целосно е согласен. Зошто тој отиде впрочем во Ерусалим? Тој отиде таму бидејќи Духот го водеше, неколку пати уште пред да тргне, кога беше во Ефес пред старешините, рече, Духот мене ме упати, Духот ме откри. Јас го следам Духот, целосно сум покорен на Духот и патеката што тој ја насочува кон Ерусалим и сум спремен таму и животот да си го дадам. Со каква цел? Да го проповедам Евангелието на луѓето во Ерусалим. И имаше една друга исто така цел, пак водена од љубовта на бедните браќа и сестри во Ерусалим, да им однесе помош од црквите кои беа основани во Азија, во Македонија и во Ахаја. И воден од тие мотиви тој стигна во Ерусалим. Ја да видиме, значи тоа е во Ерусалим, со него има браќа од различни цркви, сите тие се пагани, христијани, неевреи
и се на Педесетница. Таму се, тој всушност се води сега во Ерусалим, во храмот, според неговиот принцип за јудеите, јудеин. Зошто? За да ги достигнам до Христос. И така стигнува во Ерусалим со тие браќа заедно. Педесетница е, 50 дена после Пасха, два големи празника кои обично евреите од диаспората, евреите кои живеат надвор од Ерусалим, надвор од Јудеја, доаѓаат таму за да ги отпразнуват. Тие се свети денови за нив. Бидејќи разликата е само 50 дена меѓу Пасха и Педесетница, мнозина кои доаѓале на Пасха останувале и до Педесетница во Ерусалим. Некои доаѓале само за Педесетница и со така да многу луѓе имало, многу јудеи од диаспората имало во тоа време во Ерусалим. Срдечно се примени од браќата, пишува браќата не примија со радост таму. Тоа го вели Лука, кој е сведок на тој настан. И следниот ден отишле кај Јаков и старешините на црквата во Ерусалим. Ова не е прва средба на Павле, ова е некаде петта средба. Петта посета на Павле на Ерусалим. Тој посет кога поверува во Дамаск беше во Ерусалим, тоа пише на крајот на првата глава на Галатјаните, таму се среќава со Павле, со Јаков и со Јован. И таму раскажа, го дава своето сведоштво. Потоа, кога е повикан од Варнава во Антиохија да служи, заедно со Варнава и Тит оде во Ерусалим да однесе помош кога имало повторно глад таму во црквата. Тоа пишува во првите 10 стиха на втората глава на Галатјаните. И тој таму се среќава повторно со Петар, Јаков и Јован и таму го представува Евангелието на благодат. Со него е Тит, кој е неевреин, необрезан. Евреите во црквата во Ерусалим сакат да го притискаат, да го обрезе Тит. И Павле пишува на Галатјаните, не попуштив ниту за милиметар во тој притисок. Зошто спасението е само по благодат. Нема потреба неевреин да биде обрезан за да биде спасен. И таму представувајќи го Евангелието на благодата добива од апостолите, главата на црквата во Ерусалим, Петар, Јаков и Јован, пишува десница на којнонија на соработка, подадена рака, да, ние сме партнери во Божјото дело. Те препознаваме како апостол, кој по истата благодат, по која и ние станавме апостоли, така и ти стануваш по тоа благодат, апостол на незнабожците, на безбожниците, дека ние сме апостоли на евреите. Потоа има една средба, повторно патување во Ерусалим заради тој повторно спор, што со неевреите кои поверувале во Антиохија. Повторно спорот за нивно образување. Павле оди во Ерусалим, во 15 глава на делото го видовме тоа, се свикува собир на старешините во Ерусалим, таму е Јаков и Петар, и Павле го објаснува делото на Бог меѓу неевреите во Галатија, во Антиохија и така натаму, и таму е донесено решение, заклучок, дека неевреите не се образуваат за спасение. Тие се ослободени од законот, со исклучок некои правила околу храната, за да не бидат соблазни за евреите кои се насекаде во римската диаспора. Потоа има една кратка посета на крајот на второто патување, кога само ги поздравува во Ерусалим браќата, и ова е последната негова посета, не знаеме за некое друго патување во Ерусалим. И таму на таа последна средба и раскажува пак што Бог правел во Азија, во Галатија, во Македонија, во Ахаја. Во меѓувреме Павле имал и некаде до Далмација патување. Не знаеме таму како е со црквите, немаме извештај од Лука, но Павле го раскажува се тоа и за прв пат сега и нешто друго прави. Тој носи со себе и луѓе од тие цркви. Заедно него го придружуваат христијани од тие цркви кои тој ги основал. Досега тој нема со него при посетите носено луѓе. Например, даден е списокот на Лука ни дава еден има Сосипатар Пиров од Верија. Тој е македонец. Македонци се солунците Аристарх и Секунд.
Од Галатија пак се е Гај и Тимотеј. Тие се од црквата во Галатија. Има двајца азијци од Азија, од Ефес, Тихик и Трофим. Не знам дали забележувате, единствено нема од Ахаја, од Коринт нема. Не се луѓе од Коринт. Ги носи со него тие луѓе во Ерусалим, во црквата, јудејската црква во Ерусалим, за да им каже, еве го, делото на Божјата благодат. Овие луѓе се спасени. И нешто друго, овдека не е запишан, Лука не го запиша моментот кога ја предава помошта, во 24 глава и тоа ќе го напише Лука, дека ја предава помошта. Таа помош е собрана од црквите, од паганските цркви. Паганите ја собраа таа помош за евреите. И сигурен сум дека Павле им раскажал и за македонците, како што им раскажал на коринтијаните за македонците, дека дале повеќе од колку што можеле. И дека на Павле било непријатно да земе таков дар. Ама македонците го молеле, инсистирале, не сакаме да помогнеме на браќата во Ерусалим, зашто ние сме сега едно во Христос, јудеите и паганите. И тоа нешто е голем знак, големо сведоштво за Христовото дело. Како Христос од тие два народа прави еден. Големо е тоа сведоштво. Сето тоа Павле го раскажува таму. Од другата страна има радост. Тие кога слушнаа го славеа Бог. Црквата се зарадувала во Ерусалим, јудеите се зарадувале. И дополнува Јаков, му вели, брате, гледаш, 10.000, и овдека зборот мюријас, кој во генетивна форма е мириадас, т.е. милиарда, кој тогаш значило 10.000, а овде е во множина 10.000, тоа значи безброј. Многу јудеи и овдека поверуваа во Ерусалим, и тие поверуваа во Христос. Бог и овдека направи голема работа. Меѓутоа, има еден проблем. Сите тие не станаа, туку се ревностни, и тука зборот е зелотес на законот. Сите тие си останаа, сите тие се приврзаници на законот. И тоа е нормално. Сега, може би, ама не е нормално, нели христијанот не е под закон. Законот е традицијата на евреите. Обичаите за традицијата на евреите. Зашто Мојсеевиот закон не е само закон кој го регулира односот на човекот со Бог. Мојсеевиот закон го регулира целосно општеството, еврејското општество. Тие немаат друг закон. Тие немаат закон за работни односи. Тие немаат закон за семејство. Тие немаат закон за здравствена заштита, како што нели имат нормалните земји. Мојсеевиот закон ги опфаќа сите области на човештвото. И исхраната, и хигиената, и работните односи меѓу луѓето, и судството, како се суди, зошто се суди, на кого се суди. Се е офатено со Мојсеевиот закон. И ти не можеш еден евреин да му кажеш сега ти не си под Мојсеевиот закон. Можеш да му кажеш дека ти не си спасен. Меѓутоа, со кој закон ќе ги регулира односите во општеството? Еден евреин. Како ќе ги регулират односите меѓу господар и роб? Зашто Мојсеевиот закон ги пропишува тие работи. Како должничко-доверителските односи ќе ги регулираш? Немат закон за банкарство, немат закон за финансии. Мојсеевиот закон ги регулира сите односи во општеството. И тие остануваат доследни на законот. И уште едно нешто. Образованието е идентитетот на еден евреин. Еден евреин, ако не се обреза, тој не е евреин. Тоа е тоа. И Павле никаде, ама никаде не спомнува дека јудеинот е забрането да се обрезува. Ке кажеме и за тоа нешто повеќе. И овдека сега, кој е другиот проблем? Во 21 стих.
А за тебе многу е зборувано дека ги учиш сите јудејци, тоа не е точно. Тоа е лажно обвинување. Ги учиш сите јудејци кои се меѓу назнабожците да отстапуваат од Мојсија, велејќи им да не ги обрезуваат чедата свој и да не постапуваат по обичаите. Не, ние имаме текстови во неговото послание кои не го говорат тоа. Павле им дава слобода. Која е разликата? Значи, ова е лажно обвинување, што го на таа јудејска, која е вистината всушност? Од црквата во Ерусалим, од таа јудејска црква во Ерусалим, и тоа го потврдува историјата на црквата, се појават првите христијански ереси. Првите ереси не се појавиле во паганството, се појавиле во јудеизмот, во Ерусалим, кога јудејските христијани почнуваат да проповедаат дека спасението е во Христос, меѓутоа ако некој се образа и стана јудеин. Еден неевреин, паганин, не може да биде спасен ако тој не стане јудеин со обрезание. И така влезе во Мојсеевиот закон, како секој друг евреин. Тогаш Христос ќе го спаси по благодат. Ама тоа веќе не е благодат, тоа веќе пак заради нешто ти се спасуваш друго. И Павле насекаде проповеда дека еден неевреин е спасен само по благодат, без обрезание и без да исполнува било што од законот. Тој е спасен како неевреин. Само по благодат. И тоа е и проблемот на книгата и Галатјаните и на други места каде што Павле говори за спасение по благодат. И тие јудеи и христијани цело време одат по Павле, црквите што ги основа, и го шират нивното евангелие кој Павле вели е лажно евангелие. Не постои друго евангелие. И тие учители од Јудеја доаѓаат во црквите и велат Павле не е вистински апостол и неговото учење не е вистинско учење. И тие истите сега кои цело време го рушат делото на Павле во диаспората, во паганските цркви и во шират лаги и во Ерусалим, кога велат дека Павле ги учи евреите да не ги почитуваат обичаите. Тоа што е дел од нашиот јудаизам. Не. Тоа воопшто не е тоа. Павле, самиот тој го обраса Тимотеј, бидејќи мајка му, баба му беа еврејки. Татко му бил Елин и затоа не го обрезал. Меѓутоа, кога Павле го зема со себе, го обрезува, бидејќи по мајка е еврен, и тоа е многу важно за евреите, и за не стави било каква пречка за евангелието пред јудеите, го обрезува. Иако проповеда дека спасението не е по дела. Меѓутоа, за Павле, кој е слободен од законот целосно, обрезанието е само еден хируршки зафат и ништо повеќе. И начин да се отвори вратата за евангелието. И затоа тој кога отиде со Тит пак во Ерусалим, во сред Ерусалим таму, меѓу јудеите христијани, кои инсистираа да го обрезат Тит, рече, не, Тит нема да биде обрезан, зашто Тит не е јудеин. Нема зошто Тит да биде обрезан. Тој нема никаква врска со Мојсеевиот закон или со јудеизмот. Така да, кога Павле реши да го обреза Тимотеј, тоа не беше компромис со законот, во никој случај, туку тоа беше само средство да се промовира евангелието. И Павле е подеднакво флексибилен во сите области на Мојсеевиот закон. И тој пишува, например, во Римјаните 14 глава 5 стих. Така некој разликува еден ден од друг, а некој друг пак сите денови ги смета еднакви. Секој нека биде наполно уверен во своето мислење. Оно што ги разликува деновите, ги разликува за Господ. И кој не ги разликува деновите, за Господ не ги разликува. Кој јаде, за Господ јаде, зашто му благодари на Бог, и кој не јаде, за Господ не јаде и го фали Бог. Ова е повторно јудејскиот контекст. И Павле вели, тие работи околу законот, соедно треба да бидете, во едно нешто треба да бидете сите на чисто. Дека спасението е само по благодат преку крстот. Тоа е.
Вие сте слободни од законот. Вие имате апсолутна слобода. Вие сте над законот. Не сте робови на закон. Тој не е ваш јарем. Од друга страна, во вашите односи со Бог, сите тие други, тие обичаи што се таму, тие се прашање на совеста меѓу тебе и Бог. Вели, секој нека биде наполно уверен во своето мислење, вели Павле. Ако нешто правиш и го правиш за слава на Бог, во ред е. Ако нешто сметаш дека не треба да го правиш за слава на Бог, постапи така. Важно е да се што правиш на крајот да принесе слава на Бог. Да не биде нешто кој ќе ти донесе тебе слава, сметајќи дека ти така ќе го задоволиш Бог, или така ќе бидеш награден од Бог, или така ќе се спасиш. Но ако твојот мотив е ти да му се покориш на Бог, да му бидеш послушен на Бог и на крајот да ја вршиш Божјата волја, за да биде тој прославен, постапувај така. Тоа е принципот на Павле што го изнесува кон јудеите меѓу другото. Им вели, да, јас знам вашата традиција, знам колку ви значат деновите, но прави го за слава на Бог. Не за да се спасиш, не од легалистички причини, но за да го славиш Бог. Се што правиш, прави за слава на Бог. Тоа е принципот на Павле. Меѓутоа тоа е изопачено овде кога гледаме. Изопачено е во црквата во Ерусалим. Евреите го обвинуваат, не, тој збори против обичаите, ги тери јудеите да престанат да бидат јудеи, да се откажат од нивниот идентитет. Што не е точно. Самиот Павле до крајот на животот се остана јудеин. Тој не престана да биде јудеин. Тој се даваше оброк, завет, кога тргна од Коринт за Антиохија, но тој се го напри тоа за слава на Бог, меѓу него и Бог, не од легалистички причини. Или тоа е основниот негов принцип кој представам во 1 Коринтијани 9 глава 20-22 стих. Зашто иако сум слободен од сите и од законот слободен, станав роб на сите, та повеќето од нив да ги придобијам. За јудејците станав јудеец, за да придобијам јудејци, за они што се под закон станав како да сум под закон, зашто не сум под закон, за да ги придобијам и тие под закон. За оние што се без закон станав како да сум без закон, иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христос. Христовиот закон е јасно представен во Новиот Завет. Да ги придобијам и оние што се без закон. За слабите станав слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав сета на каков и да било начин да спасам некој од нив. А ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник во него. Се е заради Евангелието, се е заради спасението на сите. Јас кој сум најслободен од сите, станав роб на сите. Ја ограничив мојата, ја жртвав мојата слобода, за да им слугувам на луѓето, за да ги предобивам за крстот. Тоа е единствената причина, единствениот мотив. Очигледно дека во Ерусалим Павле е нападнат со сите средства. Многу е. Очигледно таму е многу спорно против него. Имајте во предвид дека таму се дојдени тие јудеи кои оделе по него во црквите во Македонија, Ахаја, во Азија и сега се на 50-ница во Ерусалим. Тие се оние кои што говорат против него насекаде, кои го нарекуваат лажен апостол. Додека Јаков, Јован, Петар го признале за апостол Павле. Многу е непријатна ситуацијата. И затоа и прашува Јаков, вели во 20 стих, и што да правиме сега? Како на песна, и шта ćemo sad? Што да правиме сега? Многу непријатна ситуацијата. Се шири овдека за тебе во Ерусалим. Ние имаме црква, голема е црквата. И на крајот на краиштата ќе разберат дека ти си бил тука, ќе разберат дека сме се виделе. Треба нешто да направиме. Треба да го тргнеме тој камен овдека во Ерусалим, што насупнување, што го поставија некои. Треба тој зид што го градат некои да го разрушиме. Зашто Евангелието е загрозено. Проповедта за Христос ќе биде загрозена. И
му дават предлог. Ако не е компромис, никаков компромис со верата. Тоа е справување со штетите. Треба да се справиме со штетите сега во Ерусалим. И направи како што ти велиме. Кај нас има 4 мажи кои се под завет. Земи ги, очисти се со нив и плати им да се ги истрижат главите и сите да разберат дека оно што го слушнале за тебе не е ништо. Воопшто не е точно. Туку дека и ти сам живееш според законот и го пазиш. И се ова фраза не е да им покажеш ти дека немаш ништо против законот, зашто и Павле нема против законот ништо. Во која смисла? Павле не вели законот е лош. Павле вели законот е свет. Законот е добар. Тој не го хули против законот. Зашто вака како што е представено овде кod идеите е како тој да хули против законот. Законот е никаков, законот е ѓубре, Не. Да, тој вели дека законот е смртоносно служење. Но не зашто законот убива, туку законот осудува, го открива гревот во човекот. Затоа службата на законот е многу света, многу висока, но ако ние решиме да се спасиме по законот, одиме во смрт. Не зашто законот не праќа во смрт, зашто ние сме откажале да ја прифатиме благодатта на Бог. Не. И што овдека сега идејата всушност? Во тоа време имало обичај, често евреите давале завет. Се заветувале пред Бог за определено време да не јадат определен вид храна, да не пијат вино, да не си ја стрижат косата. И на крајот, кога ќе помине тоа период кој ти сами си го определиле, одат во храмот, си ја стрижат косата и ја палат пред влезот на храмот и најавуваат 7-дневен период на очистување од заветот и на крајот на тој 7-дневен период треба да принесат жртви, 2 јагниња, овен, лебови и други храни. Предвидено и помали жртви, но тоа е во главно. Сега, чинот на давање обрек бил скап чин, особено за сиромашните луѓе. Зашто на крајот жртвата е скапа жртва и богатите луѓе во Ерусалим се увеле како спонзори на сиромашните. И тоа се сметало како многу така угодно дело пред Бог. Кога богат човек ќе го плати обрекот или заветот на бедните луѓе. И очевидно тие 4 кои се го направиле тоа во Ерусалим, тој обрек, биле сиромашни, му дава Јаков предлог на Павле, еве ти, плати им ја жртвата што треба да ја принесат, плати им го заветот, стрижењето, зашто стрижењето глави всушност е најавата на жртвата, а и ти самиот си нечист. Тоест, во очите на евреите, зашто си патувал меѓу пагански земји. И според законот ти треба сега да помниш во 7-дневен период на очистување, на крајот да принесе жртва. Влегуваш во храмот, кажуваш од кој ден почнува твоето очистување, на 7 ден потоа треба да принесеш жртва. Тоа е тој ритуал. И така ќе биде многу очигледно за сите, дека ти не си противник на јудеите, на евреите, зашто ќе видиме понатаму, ти јудеи ќе рече дека тој ги мрази евреите, тој го мрази храмот, тој го мрази законот, ги мрази, тој е станал непријател на тие работи. Не. И тогаш пишува ги зеде Павле, тие луѓе, се очисти, на вториот ден влезе во храмот, го објави денот во кој се навршуваат деновите на очистување и во кој ќе биде пренесена жртва за сите, за очистување. И сега, и кога требаше да свршат 7 дена, азиските јудејци, тие кои што биле во Ефес, тие кои 3 години го гледаа Павле, како служи таму и каков успех има Евангелието. Сеќавате во Азија каков беше успехот. Цела Азија чу за Христос. Во Ефес знаете па каков беше. Дури култот на Артемида беше загрозен, зашто луѓето престана да купуваат идоли на Артемида, па се крена на бунт против него. И беа загрозени, и јудеите се почувствувале загрозени од тој бунт. И сега тие доаѓаат овдека и почнуваат да го обвинуваат. И какво е нивното обвинување? Луѓе
Израелци, помогнете. Овој човек насекад учи против народот, т.е. против евреите учи, против нас учи. Тој е станал дезертер. Против законот учи и против ова место, против храмот учи. А освен тоа, уште и Елини воведе во храмот да го оскверни ова свето место. Бидејќи пред тоа во градот го беа виделе со ефесијанецот Трофим, со христијанот Азиец Трофим. Го виделе во градот, веројатно го виделе во дворот на незнабошите и го обвинеле, еве тој направи грев кој се казнува со смрт меѓу другото. Воведе неевреин во храмот. Ајде да видиме како, да се подсетиме храмот како е изграден, градовиот храм. Има еден голем двор, Борјан се вика дека имало и светилка овде. Нема ова? А нема. Како и да е. Шо битна. Вратив на првото, ај на место го кај. Значи, храмот има еден голем двор кој двор на неевреите и таа може да влезат неевреите. Потоа има еден помал дел кој што се нарекува дел на жените, двор на жените, и таму само јудејки можат жени да влезат и сите други евреи мажи. Потоа има дел во кој што влегуваат мажите, евреи, и потоа има дел кој што е за свештениците, кај што е олтарот, и на крајата се, значи, ова е целиот големиот дел е на неевреите, ова делче е за жените и мажи можат, ова е делче само за мажите, ова е свештениците и на крајата се таа светих, кај што се само првосвештеникот. И гледате како има ограничување, се поголемо ограничување. И шо велат овие јудеи од Азија, дека Павле тој Трофим го внел во дворот на мажите таму. А пак вратата кој што го делува дворот на паганите и дворот на евреите, со големи букви и на латински и на елински имало напишено: ако не евреин ја помине таа врата, ќе биде убиен. Тоа е смртна казна. И сега, зошто Павле би го носил Трофим таму, би го загрозил, би го ставил на ризик неговиот. Очигледно дека сите овие обвинувања имаат една цел: Павле да биде убиен. И тука е големиот парадокс сушност што се случува. И воопшто не е точно дека Павле говорил против законот. Не, Павле, законот е свет. Законот е свет. Зашто законот е покажува Божјата светост. Но ние не можеме да ја достигнеме таа светост. Законот е добар, не е лош. Меѓутоа, не ни е даден за да се спасиме преку него. И затоа служењето на законот е смртоносно служење со букви, врежени во камења. Како и да е, гледаме дека тие обвинувања го разбунтувале народот. И тука е сега големата иронија. Го обвинуваат Павле дека извршил грев во храмот, а самите тие во самиот храм наумуваат, намислуваат план да извршат убиство во храмот. Тој немата цел. Те сакат да го убијат. Сака, 31 стих, сака да го убијат. И затоа очигледно го однеле во дворот на безбожниците, тој што е на неевреите, во тој дел. За да го каменуваат, да го лишат од живот. И во тој момент, кога сакале да го убијат, и нели археологијата докажува дека тука до храмот веднаш имало касарна, римска касарна. Нарочно римјаните поставиле таму касарна на тоа место што најлека таму проблемите се случуваат. Тоа е централниот дел на животот на евреите. И веднаш нели се организира една чета од касарната, како една мала тврдина, да действува во и интервенираат. Командирот, заповедникот зима војници, офицери, се спушта и растргнуваат толпата. Павле веќе е претепан. Многу народ имало, 50-ница е празникот. Раскината облеката,
претапане. Секој удрил со што, како можел, како нашол. Тоа е ситуацијата во која офицерот, заповедникот го наоѓа Павле. И дури пишува, го врзуваат со двојни ланци, во тоа време немало јажичиња, само со ланци биле врзувани затворениците. И дури понатоа кога решава да го однесе во касарната таму да го распрашува, толку била толпата разолавена, што биле принудени војници да го дигнат на раце, да го кренат и да го носат како на раце да го носат, да го внесат во касарната. Или кога стигнаат до скалите, војниците требаше да го носат поради населието од народ, бидејќи многу народ ги следеше и викаше погуби го. Бе подсетува таа слика на нешто. Тамо беше тоа место каде што народ викаше погуби го, распни го. Христос. И сега имаме апостол на Христос. 30 години подоцна. 30 години подоцна. Народ кој што го отврли Месијата, сега го отврла апостолот на Месијата. Меѓутоа, во оваа стација сега гледаме, ако тогаш беа сдружени паганите, римјаните и фарисеите, тука сега римјаните се тие што ќе го спасуваат Павле. Не сакам да кажем дека има метафора, но реалноста е таква. Да. Интересна работа. И она што исто така интересно, кога заповедникот прашува зошто го тепате овој човек, а гледа дека сите се гневни, сите се, адреналин има многу, вели едни викаа едно, други викаа друго. Очига дека и народ не бил многу најасно што се случува. Во што сега овој хули против законот, во што хули против храмот. Меѓутоа, во сите има гнев и мирис на крв се чувствува, или она жет за крв. И кога сакаат да го воведат, Павле му рече на заповедникот, може ли да ти кажам нешто? И сега заповедникот е изненаден и вели, ти знаеш грчки, тоест не вика грчки, вери хеленисти е зборот. Знаеш, на хеленски да збориш. Нема во Новиот Завет збор грчки. Нема. Зачуден е зашто пред него има човек кој е испокинат, испотепан, кој воопшто не личи на некој кој би знаел да збори убаво, сигурно кога се обратил со оној најдобар грчки јазик, елинистички. И уште повеќе е збунет зашто тој си помислил дека таа разгневена толпа го нашла оној египјанинот кој пред неколку дни крена бунт. Значи, и за тој бунт пишува Јосиф Флавиј во неговата историја, еврејска историја, дека навистина некој александриски јудеин дошол во Јудеја, собрал следбеници, се представил како револуционер, организирал напад на Ерусалим, се качал на Масленовата гора и како пророк, објавувајќи се за пророк, рекол, сега ќе чекаме, ќе паднат зидовите на Ерусалим и ние ќе влеземе и ќе го освоиме градот. Чекале, за тоа време римјаните се организирале, тргнале во јуриш, ги испотепале повеќето, меѓутоа тој египјанинот успел да побегне, да се сокрие. И сега, а тоа се случило не толку одамна, и сега си помислил тој заповедник дека еве го тој пак дошол овдека, ама евреите сакат да му вратат за измамата. И разбира всушност дека не станува збор, туку вели, не, јас сум јудеец од Тарс и продолжи, вели, сакам, дозволи ми да му се обратам на народот. И заповедникот сигурно бил многу воскресен, чека сега, овие го тепа. Ова луда работа, навистина луда работа. Па она што Павле го бара. Тие сакат да го убијат. И бара од заповедник, место да бара, би било нормално да каже и сега барам, гледате што сакат, јас сум си дури римски граѓанин, тоа потоа ќе го открие, вие сега сте должни мене да ми обезбедите заштита, да ми обезбедите стража и да ме чувате како бубрк во лој, зашто гледате овдека што се случува. Ќе се жалам пред властите. Не, Павле вели, дозволи ми
да се обрата на оваа толпа која е разолавена. Како може да се обрати воопшто на таа толпа човек? Меѓутоа, кога излегува тамо на скалите, на некакво како тераса, само е крева раката и пише во еден миг сите замолкнаа. Интересно. Како успеа сите да ги замолкнаа? Сакаа да го убијат и сега молчат пред него. И им проговори на еврејски, кој всушност е арамејски, со неков диалект, диалектизиран арамејски, приспособен кон еврејскиот. И сите ќе отвараат ушите да слушат. И Павле ќе може од тој момент натаму да даде такви сведоштва, какви што не можеше од тој момент да ги даде никаде на друго место. И видите каква силна каква заштита на верата има во следната глава. И сето тоа беше можно. Бидејќи Павле се обидуваше на секаков начин да ги тргне сите камења кои стоја, сите препреки кои стоја меѓу него и тие фанатизирани евреи. И сега пак нели овдека може да го поставиме прашањето, направи Павле компромис? Нели? Не, Павле следеше овдека еден принцип. Принципот на љубовта. Да го постави другиот пред себе. Другиот го постави пред себе. Ги постави старешините на црквата во Ерусалим и можноста, доброто на црквата, службата на црквата пред своите интереси. Тој знаеше дека тоа што го направи нема да го спаси. Тој знаеше дека спасението е само по благодат во Христос. Но воден од љубовта, сакајќи да се доближи од тие луѓето што ги сака, Павле си ги сакаше евреите. Тој си го сакаше народот. Тој беше негов народ. И покрај се. Тој не плукаше по нив. Не, никако. Си ги сакаше. И бидејќи ги сакаше, отиде таму за да го сподели Евангелието и направи се за да може да стигне до тој момент кога ја отвори устата и проговори на нив. И тоа е всушност вистината на слободата. Знаете, вистински, како што вели Еф.Ф. Брус, вистински ослободениот еманципираниот дух не е поробен на собствената еманципација. Знаете што забележувам кај нас денес? Христос рече, ве праќам како овци меѓу волци. Така им рече на учениците кога ги прати да служат 20 по 20. Ние сме го испревртеле тоа денес, како да рекол, ве праќам како волци меѓу волци. И така се однесуваме. Оно што го читам како реакции, што го пишуваат христијани денес, на случувања, на напади и така натаму. Значи, однесувањето на црквата не е многу поинакво од однесувањето на луѓето во светот. Методите што христијанот денес ги користи во својот израз, во својата комуникација, не е поинакво од она во светот. Зошто? Зошто нема љубов. Туку, ако од таа страна има омраза и навреда, и од оваа страна гледам кон светот омраза и навреда. Ако од таму има гнев, и од оваа страна се враќа со гнев. Тоа е начинот на кој што комуницира црквата со светот. Нема обид црквата да се приближи кон тие луѓе, за да го сподели Евангелието. Затворени се вратите и ѕидовите од земјата до небото. Со таквото однесување. Ние комуницираме сега, христијани, црквата комуницира со светот, со гревот, комуницира преку нишан. Се гледа преку нишан. Тоа е односот. Не, Христос рече, нашиот однос треба да биде однос на молитва, на љубов, на кротост, на љубезност. Тоа се нештата кои Христос ни рече да ги прави. И да не враќаме на злото со зло. Не е нашата стратегијата на светот. Дори гледам дека и манипулација се користи. Се взимаат нешто од светот, се извртуваат за да распалат страсти меѓу луѓето. Зошто? Зашто на крајот тоа носи лајкови. Да,
човекот сака адреналин, некој да му ги разгори телесните внатре страсти и да се почувствува како силен, како му ја витка раката некому и покажува надмок и сила. Не е тоа црквата. Павле не се однесуваше така во Ерусалим. Не, тие што сакаат да го тепат, сакаат да го убијат, го натепаа веќе, тој беше натепан, претепан. Тие што сакаат да го убијат, тој му рече, барам од тебе, те молам, да им се обратам, да им го споделам Евангелието. И тој, и ќе видите понатаму во текстот, има еден основен принцип. Јас со ништо не придонесов за вашиот гнев. Јас со ништо не придонесов за ваквата ситуација. Јас цело време се обидувам да дојдам до вас. Цело време се трудам да проникнам до вас. На секаков начин. Вие сте тие кои од другата страна се однесувате како зверови. И навистина е така. Тоа е односот што треба да го имаме. Да, Христос не рече дека ќе плукат, ќе не холат, ќе не смеваат, како што и нема му правеа. Нормално е тоа. И сега што? Нашата суета ќе не направи како нив. Нашата стратегија е вистината, љубовта, благовестието, правдата, а не подгревањето страсти, омраза, кавги и враќање на тие работи на истиот начин со кој што ние сме повредени. Не е тоа стратегијата на Христос. Не е силата, не е притисокот стратегијата на Христос. Стратегијата на благодата на Духот е љубов, слово, говорењето на вистината преку љубов. Е тоа. Да. Знаете што е вистинска вакво политиканство? Што е политиканство? Знаете што е компромис? Не тоа што Павле го направи. Павле не се откаже од тоа да биде апостол на Христос и апостол на благодата. Тој ќе продолжи да пишува за благодата. Ќе продолжи. Тој не стана таму повторно фарисеј во Ерусалим, не. Има случај, може да се чуле за Анри IV, еден од познатите француски краљеви, кој владел точно во времето на реформацијата која почнала во Франција. Тој е првиот од бурбонската кралска лоза, дедо на Луј XIV. И бил протестант, хугенот бил. Самиот тој бил протестант, француски. И како генерал успел да ја освои власта, да стане, да земе круната и од тука почнува и неговата лоза. Тоа е време на долги децениска војна, верска војна во Франција која е католичка и еден дел од општеството, значаен дел, и тоа интелектуалци, занечи, класа на луѓе кои биле напредни, научници, кои фатиле по протестантизмот, реформацијата. Анри IV се обидувал да го стекне, да стекне до вербата на луѓето. Да се наметне како крал. Меѓутоа, никако не успевал во тоа. И на крајот рекол, и тој е познат со мислата, Парис е вреден или си заслужува Парис за католицизам, за папската покорност. Тоест, си заслужува власта, тоа придобивката, да го добијам Парис, со тоа што ќе станам католик јас и ќе се покорам на папата. И знаете ли што се случило? Што се случило? Народ, иако станал папа, не го засакал. Продолжил луѓето да го сметаат за превратлив човек, политикант. И на крајот е убиен, 10 години под станал католик, е убиен од еден језуит. Тоа е политиканство. Политиканство е кога ние кажеме за некои повисоки интереси, а кои се многу пати лични. Обично се лични. Ние ќе се сојузиме со сите кои се непријатели на нашите непријатели. Тоа е политиканството. Немаме пријатели. Имаме сојуза со непријатели кои се во полза во борбата со нашите непријатели. Така, секогаш, но
Одењето по верата не значи дека нема да имаме страдање. Страдањето што Павле го искуси во Јерусалим не беше заради компромис во верата. Напротив, ако тој навистина правеше компромис, ќе го креваа на раце евреите. Не. И тоа не е потврда дека ќе бидеме поштедени. Но знаеме секогаш дека, без разлика дали ќе не разбираат луѓето или не, на крајот неговата тој ќе се прославува. На крајот тој ќе не благословува во се. И на крајот на краиштата големата желба на Павле се исполни да отиде во Рим. И тоа на трошок на Римската империја. И таму во затворот тој напише многу плодни посланија, додека беше. Како е да е? Тоа е Евангелието на благодат. Тоа е Христос. Водени од еден единствен принцип. Да бидеме служители на Евангелието. И да придобиеме луѓе за Христос. Се е подредено на тоа. На крајот тој да биде прославен во човечките срца. Тоа е моето разбирање. Може да има и нели секој може да има друго, но јас така сметам. Важно, зашто благодатта значи навистина слобода од се. Дури и слобода од тоа, строго да се придржуваме од некои други правила кои ние повторно се ги воведуваме, иако сме под благодат. Господ да не благослови и да ни дава мудрост. Треба многу мудрост, за да на крајот бидеме навистина служителите на Христос. И да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за Павле.